Почитувани колеги, почитувана јавност, значи Законот за вино го донесовме 2011 година и од тогаш навамо има претрпено 6 измени и дополнувања. Ова денес е 7 измена и дополнување на Законот за вино и можам да констатирам дека со секоја измена и дополнување на Законот за вино, состојбата на лозарите наместо да се подобрува, напротив, се влошува. И исто така сакам да констатирам дека ова 2019 година е една од најлошите или катастрофална година за лозаропроизводителите. Каква е нивната состојба, ја знаеме ние, пратениците, кои што доаѓаме од таму, но најдобро ја знаат самите лозаропроизводители. Денес еве се пристапува повторно кон измена и дополнување на Законот за вино, каде што повторно со измената на еден член од законот може една измена може да предизвика повторно и дополнително неповолност и штета за лозаропроизводителите. Од тие причини јас во мојата дискусија ќе се задржам токму на тој член во законот и сакам да поставам неколку прашања до заменик министерот, во колку е во можност да одговори на тие прашања, кои што се во интерес на посебно на лозаропроизводителите, бидејќи малку темата е и стручна, не знам колку ќе биде во можност да одговори, бидејќи при измената и дополнувањето на законот не слушнавме стручно мислење од стручни лица или енолози во однос на оваа измена. Дилемата е што со оваа измена и дополнување на законот се овозможува или се дава можност во лоши години виното да се зајакнува со додавање на сахароза или на шеќер и така со сахарозата да се покачуваат шеќерните единици на грозјето, што со постојниот закон сега е забрането. Па се поставува прашањето дали со ова со ова измена или овозможување на додавање на шеќер во грозјето или виното за покачување, за подобрување нели на квалитетот, не се урива всушност макотрпно градениот мит за квалитетот на македонското грозје и на македонското вино. Тоа ми е првото прашање во колку може да одговорите. Истовремено прашувам дали ова можност за сега додавање на сахароза или шеќер во грозјето и виното не представува дополнителен притисок кон лозаропроизводителите и ново барање за зголемување на процентот на шеќерните единици во грозјето, далеку поголем процент, значи, од сегашниот процент на шеќерност во грозјето и технолошка зрелост на грозјето. И дали ова измена не значи дополнителен притисок за намалување на производната цена на грозјето и редукција на количините на откупено грозје. Тоа се, мислам, многу значајни прашања што ги интересира лозаропроизводителите. Сметам дека го замолив заменик министерот да одговори на овие прашања и на Комисијата за земјоделие, не добив одговор. Сметам дека е многу битно денеска министерот, кој што е нели предлагач на измената и дополнувањето на законот, треба да даде
одговор на овие прашања што ги постави, бидејќи со ова измена и дополнување на законот за вино засегнати се директно лозаропроизводителите. И ќе се вратам на почетокот од мојата дискусија. Не случајно кажав кога се донесе прв пат законот за вино и колку пати од тогаш наваму има претрпено измена и дополнување, и дека со секоја измена и дополнување на законот трпат само лозаропроизводителите. Значи, досега од овие измени и дополнувања лозаропроизводителите немаат видено ама ништо добро. Секоја измена е всушност на штета на лозаропроизводителите. Имаше критики дека сите десно учествувале во некакви преговори, договори, иницијативи со владата, со премиерот, со министерот, со тие состаноци се организираа помеѓу владата, лозаропроизводителите. Меѓутоа, јас повторно ќе поставам прашање што е договорено и што е постигнато всушност со тие разговори и преговори. Ве молам, престанете да ги манипулирате лозаропроизводителите. Значи, тие измачени души чекаа на вас, на вашето ветување. Оваа година, наместо да расте цената на произведеното грозје, таа е пониска. Наместо да се намалуваат шеќерните единици по единица, по килограм грозје, тие се зголемуваат. Никогаш пониска не била цената на откупеното грозје. Ова е невидена катастрофа. Оваа влада нема никаква стратегија за лозаропроизводството, која што на времето беше една стратешка гранка во земјоделието. Ветувавте дека и сега кажувате дека нудите субвенции за млади земјоделци. Какви млади земјоделци, господине министер, заменик министер? Па вие дали сте свесен дека на тракторите се качуваат само пензионери? Само пензионерите се по лозијата и ги берат лозијата, ги нема младите, не се заинтересирани, не ги интересираат никакви субвенции за нови лозови наследни. И тие што ги има, ги напуштаат. Која е вашата стратегија за лозаропроизводителите? Која е вашата стратегија? Кажувате 1 денар за да купите мир кај лозарите, помош државата дава од 1 денар. Па не е тоа денарот што го давате за лозарите, индиректно ги помагате винарите, свесни се лозарите. И сега 2 денари ветувате за повторно за лозарите. Па тоа е оние пари што винарите не им ги дадоа на лозарите, сега ги покрива државата, повторно ги покрива винариите. Што добиваат лозарите? Предлагам, не знам, еден колега малце спомна нешто, не го разбрав, бидејќи од среда почнува ребалансот на буџетот. Предлагам, еве, ако треба и сите ние, пратениците од тој регион, ќе поднесиме амандман со ребалансот на буџетот. Тие 2 денари што се ветува да бидат веднаш предвидени во буџетот и да бидат исплатени најкасно до завршно со оваа година до декември. Затоа што земјоделецот не знам како ќе ја преживее оваа зима и како ќе собере сила да може да работи на нивите кога нема средства за следната реколта. Благодарам.